Сите сме од Скопје, нема кој не е. Јако баш и не е за фалење да кажеш денес дека си од Скопје, но еве јас се потрудив и направив еден омаш од изрази по кои што може лесно да се утврди дали си од Скопје или не си. Кој не ги чул овие изрази, значи не е од Скопје. Почнуваме, например, прв израз, ќе ги идам поред. Чекај бе, кој звони, јо, не сега, значи идеме со изразите. Ја го крстам, он ми прди. Абе тебе гъсти се пуни, али главата изгледа јок. Кај си бе, стара куро тресино, шо си вака скичмен? Па имаше она, абе види, малиот е многу бистар, али не му се учи. Па имаш изрази како за гужва, например, кога е гунгула, тарапана, леле, тамо дупка пуно, брат, не се иде. Ама тебе изгледа ти пуштат зиваната. Чорапите, брат, ти трујат, смрдиш, копаш, абе баздиш. Ке го папаато ние изгледа. После како имаше, некој ти рече молим, ке му речеш опалим те голим. Ајбе да сјебеш векот, ајбе да сјебеш пиперот, тоа се онака скопски изрази. Брат, глуп си ко точак ти диши изгледа тоа циваната бајги. Каде бе? Кај не, она кој ти рече, каде? Кај што ми даде, и ти имаш одговор на тоа. Една лопата гомна, а овој ти спрема четврти одговор. Дај да тебам одма. Така тео ти е. Алчен гъст, два кура јаде. Исто таа стара скопска. Кај си бе да тебам? Или шо преш бе, пеер? Тоа е типични скопски изрази. Или имаш уште еден вака вариација на тема со тоа дзиваната. Абе брат, тури му кур, му дише главата. Абе, дај прекини бе, кој ќе отвориш тоа устата као чорапа. Еле, надвор луѓе, дзиврај. Да, типичен скопски овој термин. Или ручки отупани, да кажеме. Абе, шо имаме ние тоа? Имаме ручки отупани. Поимаш, кај си бе цреп? Абе, тутурутке една бе. Или некој стар израз било тоа, како копилјаци сме го слушали умало. Му речеш на некој еднака постар. Шо преш? Лапа муви. Или ако му речеш шо преш, ке ти рече ебам радознали. А ви имавме живот. Слушай брат, вчера бев со таа малата, мал си искочени бевме, сум се олешил, земја сум се направили, после тоа малци укола правевме, знаеш, она джиги миги ово оно. Абе, ти глуп си или ти смрда тоа чорапите? Исто на стар израз е тоа најпознат, джамли го сме играле. Леле, компир гледа месо вади. Или она му речеш на некој за да му кажеш дека ич него ебеш 2%, или имаш варијации на тема од типот на шо те вртам бе? Или ич кур не ми чуе. Исто така. Шо, за кој ми збориш за оној? Ај, види го, метро и жилет. Или, например, имаше финти се, добре, ја ќе го употребам шегава на мене. Која година си? 1972. Не си баш тазе, дечко. После како имаше, абе, пуши кура, да ти рече. Жал ми е, не пушам пикавци. Како имаше после други. Чекај да видиме дали можам да се подсетам нешто. Абе, ај не прај бесни глисти, бе. Абе, ти си за мене мачи кашелј. Кур се тресе у ладна вода, да ми се фатиш. На Бричи кур Стефана Баджанакон имавме една таква оваква изрека. Например, некој ти, најлегендарната ти вика, да ми го бричиш со зелено джамче, буљаш еден. Или не му речеш на некој буљаш, одма може да ти врати, опасно е тоа, ако му кажеш буљаш, ке ти врати на кур да ми се љуљаш. Бричи петал, да го рековме тоа. Абе, не ми попуе, абе, немој да ми дремеш тука комисир на гомно. Или некој ти рече, не сери. Ке серам бе, му враќаш.
која не серам ми се дуе стомакот. Ебате, беле, ебате. Јако, пичку мата. Шо имаше после? Вика, шо ме гледаш бе така? Лепотата не е наследна, дечко. Или, како имаше, ми фати око другарка ти. Ај, тргни ми се од пред телевизор, татко ти не е стаклар да го ебам. На тој, брат, орев да не му земеш од рука. И не ми се чатали тука. Тебе те знаат од дома дека си глуп. И овој му вика не. Па кажи им, ти ебам матер, ти ебам. Чекај, дали ќе ми текне на уше нешто, маму му ебам. Нема да ве тупам уште многу, пошто не знам колку више трае видеово, али исто имаше, например, она изрази од типот на мајка ти чинтијаните, джамче муабет, леле, ова новиве кондури скапи алава. И шо се цепаш бе ти, не играме на златни гаки. Не ми труби тука. И да завршам со најлегендарниот израз. Кој овој израз не го кажал или никојаш не го чул, значи дефинитивно не од Скопје. Леле, бра, како сум ја ебело на курото гипс ние сега. Шо сега. Да, уствари, треба да знаете, кој ме знае, знае. Јас не сум, ја ги мразам оние препукувања скопјани, битолчани, прилепчани, скопјани. Значи, тоа ми се многу глупи, многу идиотски. Никојаш не сум бил локал патриот. Ова да знаете, некои со зли јазици што ќе мислат ова дека го правам од некои скопско-расистички причини. Значи, баш кај што стварно тоа што го кажав на почетокот на клипот, денес да кажеш дека си од Скопје, тоа не е баш за фалење. Скопје е многу одамна умрен град. Веќе и многу од нас што се родени во Скопје не сакаат ни да се сеќаваат дека се родени во Скопје, затоа што со тоа што ќе се сетат дека се во Скопје, ќе извираат ќе им искочат некои спомени у глава, после кои што баш дека се убави, фини, романтични, како изразиве што ви ги спомнав, ќе им предизвикаат поголема болка после тоа, затоа што тоа Скопје одамна умрено, а умрено е во секој поглед. Гледате, дојдовме до тоа дередже, градот кој што праеше автобуси за пола свет, дојде до ситуација да бара милостина, тоест да му бидат давани автобуси, репарирани до душа, од Срби и од Вучич. Сепак благодарност до нив, затоа што и тоа е гест. Иако они сега изгласаа закон, ни затоа ни ги даваат, затоа што више кај нас постари автобуси од 12 години нема да може да се возат, па ко по обичај нас ни го даваат отпадот. Тоа многу зборува и за мајката на градот. Толкав град да не може да собере пари да купи возен парк автобуси, а автобусите ни се невиден крш. Да не зборам каква е нелюбезноста на шоферите со честни исклучоци, затоа што имам и роднина кој што е шофер во ЈСП. Значи има тамо и честни исклучоци, но генерално, поготово овие приватни што се појават, значи тоа е, како да ви кажам, се возев 3 години во автобуси и реков никогаш повеќе и ги нема, и кога ќе дојде од некаде со закаснување веќе 150 луѓе има на станица, а тој од тамо кај што тргнал собрал уште 200 луѓе. Ова е полошо со автобусите отколку кога бевме средна школа, кога се возевме во автобуси во 80-тите и после во 90-тите години на минатиот век. Ова е невидена работа. Се надевам само дека оваа донација или милостина што добивме од Вучич од 100 автобуси, дека барем малце ќе им олесни на граѓаните, ќе им ги олесни премрежјата и перипетиите што ги поминуваат со
денес со овие ЈСП, како и да се викаат, и со овие приватниве превозници. Значи, и уште еден апел до оние кои што ги контролираат нив, значи, не може, тоест некои автобуси, поготоа тие приватниците, тоа не можеш ни прозор да отвориш. Тоа внатре е, како да ви кажам, сауна. Тоа внатре смрди како кај носорогон у зоолошка што смрдеше, како кај нилскиот конј поправо, неамено, како кај нилскиот конј, ако уште е жив, тој не знам што стана живо во зоолошка на градина. Бетерот кај него, како кај лавовите смрди у автобусине. Тие нема да имаат некој прозори, точку така се отвара прозорот и сите вака залепени дишеме од тамо, мислам, како да ви кажам. Тоа е дно дна, луѓе. Дно дна. И баш супер шеве спонтано ме наведе ова изразиве што ги кажував скопски да се сетам и на ова работа, пошто баш вчера разговаравме со еден пријател за донацијава или од Србија. Тоа е милостината. И така, да не го тупам, останете у добро расположение, останува на нас кои што сме родени во Скопје, кои што поминавме еден убав живот во овој град, направивме или задржавме некои добри спомени, барем спомените да ни останат преку вакви подсетување. Има уште многу изрази, ама се надевам еден ден сите ќе ги запишам онака, баш за да остане трага. На едно време гледам копилјациве, многу денес, многу од овие изрази не ни знаат, употребуваат некои англицизми, некои такви испервертирани форми на изрази, да мислат дека се интересни, уствари тоа што го кажуваат е многу глупо. Например, сега што ми текнува, ние стари скопјани што сме родени у Скопје си викавме некат ни беше онака, баш некат, никој не викаше некогаш. А овие копилјаци си ги имаат некат и секат. Јебо матер. Ама добро, тоа е тоа. Јебига. Мислам, ја имам деца, али како да ви кажам, со една прочитана книга не можеш да дофрлиш далеко. Не можеш, јебига. Ај, останете у добро расположение, кому еве матер.